Добро вечер. Започнува уште едно издание на Урбаните вести. Останете со нас и во продолжение погледнете што подготвивме за ова издание. Сите основци од аеродром. Од септември во училишни униформи. За здравствени тврдења, поплаки, представки, ке профункционира бесплатниот телефон на Агенцијата за храна и ветеринарство 0832 222. Бесплатни ужинки за прводеленците од Карпош. Истурена канцеларија на Фондот за здравствено осигурување во Шуто Оризари. Наместо во брендирана облека, основците од општина Аеродром од септември наставата ќе ја следат во училишна униформа. Со тоа ќе им се улесни тешката работа на родителите да ги задоволат барањата на своите деца. Од септември учениците од сите основни училишта во општина Аеродром ќе носат униформи. Овој новитет денеска го промовираше градоначалникот на општината Ивица Куневски заедно со министерот за образование и наука Спиро Ристевски. Униформите се состојат од сиви панталони, две бели блузи и тегет елеци со амблем на кој ќе биде извезено логото на општина Аеродром и името на училиштето. Девојчињата ќе имаат можност да изберат помеѓу здолниште или панталони. Учениците своите униформи ќе ги добијат бесплатно, а трошоците за вкупно 5700 униформи во вредност од 7 милиони денари ќе ги покрие општината. Општина Аеродром објави тендер за набавка на училишни униформи за сите основни училишта во нашата општина. Се работи за поточно 5700 униформи, кои што ќе треба да се користат од месец септември 2014 година. И јас очекувам да родителите бидат задоволни и дечињата од оваа наша активност. Очекувам да таа активност ја спроведеме, како што кажав пред малку, во месец септември 2014 година. Трошоците за набавка на овие униформи ќе ги сноси општина Аеродром. Информациите што ги добивме од страна на директорите на училиштата во соработка со училишните одбори, кои што средбите кои што ги имале изминатата недела, ни укажуваат на тоа дека задоволството е огромно за начинот на кој што сакаме да го воведеме овој дрес-код во сите основни училишта. Целта на овој проект е сите ученици да бидат облечени во исти униформи, а со тоа според градоначалникот Ивица Куневски, основните училишта во општина Аеродром да ги достигнат стандардите на училиштата од европските метрополи и ќе се постигне чувство на еднаквост меѓу децата, со кое што ќе нема поделби и разлики меѓу нив во начинот на облекување. Од друга страна пак, на родителите ќе им се намалат трошоците за купување гардероба, која никој родители не може да си ја дозволат, истакна Куневски. Има дечиња кои што можат нивните родители да им приуштат поскапа гардероба и сите оние кои што не можат да имаат гардероба како што имаат нивните врсници, кај нив се раѓаат лоши чувства. Ние сакаме тоа да го спречиме, барем дечињата додека идат во училиште да бидат еднакви помеѓу себе, а да се разликуваат по тоа кој колку учи, кој колку знаење има, така што очекувам оваа наша активност да биде поздравена од страна на родителите и од страна на дечињата. Министерот за образование и наука Спиро Ристовски го поздрави проектот како позитивен пример за тоа како учениците ќе можат полесно да се фокусираат на воспитно-образовниот процес, наместо на изгледот и начинот на облекување, и апелираше овој тренд да го прифатат и другите општини во Република Македонија. Едно значајно прашање во сегментот на секојдневниот образовен процес, посебно во делот на развојот на децата. Сепак сметам дека оваа одлука која што општината Аеродром ја има донесено, значење за учениците во рамки и воопшто за граѓаните на општина Аеродром е од аспект на има социјална, економска димензија, исто така и од хигиенски аспект е исто така многу значење, бидејќи тоа ќе биде училишна гардероба на учениците, сепак различно од она што тие ќе го да речем го користат или се облечени во текот на целиот ден. Сметам дека со една ваква значајна активност општината Аеродром придонесува за фокусирање на учениците на вистинските предизвици во образовниот систем, а тоа е надградбата на нивното знаење и како што впрочем и кажа градоначалник
градоначалникот, вистинската борба помеѓу учениците во училиштата да биде на полето на знаењето, на науката, на учењето, на нивните подготовки во понатамошниот дел од нивниот раст и развој во животот, а не да биде од аспект на класните можности или социјалниот статус на семејствата и на самите деца преку тоа. Очекувам дека дел од општините, градоначалниците, па и останатите училишта кои што имаат можност тоа да го направат, може тоа да го реализираат. Не е коректно Министерството тоа да го наметне во некоја форма на сега на законска обврска или слично, заради тоа што сепак ова се децентрализирани активности на општините, доколку можат нормално го реализираат. Меѓутоа лично сметам како човек, не како министер, дека ова е доста значајно и може да обезбеди од повеќе аспекти значаен придонес во секојдневното функционирање. Брифинг со новинарите денеска во просториите на Агенцијата за храна и ветеринарство одржа директорот Дејан Рунтевски, каде беа представени условите кои треба да ги исполнат производителите за да се занимаваат со традиционално производство на сирење и директно снабдување на мали количини примерни земјоделски производи од страна на производителите. Томислав Атанасовски ќе ви информира за ова. 320 барања за одобрување на здравствените тврдења досега се поднесени до Агенцијата за храна и ветеринарство. Од нив, за некои од производите се поднесени повеќе барања за одобрување на здравствените тврдења. Одобрени се 64, а во рамките на овие барања одобрени се 234 здравствени тврдења. 3 барања се одбиени кои во себе имаат 26 здравствени тврдења, а останалите 253 барања се во постапка. Процесот на одобрување на здравствените тврдења оди преку комисија која што се состои од 5 луѓе од Агенцијата за храна и ветеринарство и представници од медицинскиот и фармацевскиот факултет. Изјави денеска директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Дејан Рунтевски на брифингот со новинарите. Веќе од наредната недела преку нивната веб страница потрошувачите ќе може да се информираат за текот на одобрување на здравствените тврдења, а од понеделник ќе почне со работа бесплатниот телефонски број 0800 322 22, преку кој потрошувачите ќе може да се информираат за здравствените тврдења, за поднесените преставки, поплаки од работа на инспекторите и операторите со храна и сето она што потрошувачите мислат да го пријават. Во 2013 година до агенцијата се поднесени 281 преставка, што е за 30% повеќе од 2012 година. По однос на преставките донесени се 79 решенија, покренати се 8 прекршочни пријави и уништени се 10.500 килограми храна. Како новитет од агенцијата го истакнаа правилникот кој ќе важи за примарните производи на традиционалните млечни производи каде со употреба на минимални услови на хигиена одобрени од агенцијата ќе можат со регистрација во Агенцијата за храна и ветеринарство и да си ги продаваат своите производи на пазарот. Производителите на традиционалната храна ќе можат преку поднесување апликација да се регистрираат во агенцијата, со што инспектори ќе ги поседат нивните мандри, бачела и така натаму и ќе им се укажат на минималните стандарди за исполнување во делот на инфраструктурата. Од агенцијата за храна и ветеринарство информираа дека од неодамна донели нов правилник за кој производителите на традиционална храна на 5 типа производи, меѓу кои вклучено и суровото млеко, ќе можат да ги пласираат своите производи преку директна продажба. Овие производители своите регистрирани производи ќе можат да ги продаваат директно од своите фарми или домови. За да се регистрира производител на традиционална храна во агенцијата, производителот не смее да произведува повеќе од 30 литри млеко дневно, 50 јајца дневно или 1000 килограми мед во сезона. Градоначалникот предложи, а Советот прифати. Прводелинците од општина Карпош од наредната година ќе добиваат бесплатни ужинки, а сите останати ученици бесплатно ќе одат на екскурзии. Главниот адут за време на локалните избори, со кој кандидатот за градоначалник на општина Карпош Стефчо Јакимовски освои многу гласови, беше ветувањето за обезбедување бесплатни ужинки за децата од основните училишта во Карпош. Ова ветување според општинските власти ќе започне со реализација од наредната година. Локалната самоуправа ќе обезбеди парични средства во вредност од 3 милиони и 700 илјади динари, од кои 1 милион и 200 илјади динари ќе бидат на
насочени за бесплатни ужинки за сите првооделенци, а со 2.500.000 денари ќе се покријат трошоците за еднодневни екскурзии за основците од 1 до 9 оделение, кои се школуваат на територијата на општина Карпош. Општина Карпош донесе одлука и да ги помага спортските клубови кои се наоѓаат на нејзина територија. Директорката на Фондот за здравствено осигурување Маја Парнаџиева Змејкова денеска ја посети историната канцеларија на Фондот во општина Шуто-Оризари. Канцеларијата е сместена во просториите на зградата на поликлиниката Шуто-Оризари и е отворена секој работен ден од 7:30 до 15:30 часот. Ја опфаќа општина Шуто-Оризари, во која влегуваат селата Горно и Долно Оризари. Шалтерските услуги кои подрачната служба Скопје ги обезбедува на осигураниците, а кои ќе бидат обезбедени во историната канцеларија во Шуто-Оризари се прием на барање за издавање на електронска здравствена картичка, пререгистрација, прием на ИЛ образци и печатење на сини картони. Фондот во општина Шуто-Оризари овозможува за осигураниците од една страна да се растерети метежот во подрачната служба Скопје на фондот, а од друга страна да се скрати непотребното губење на време на 270 фирми и 17.300 осигуреници, како и на 14 матични лекари и 4 стоматолози, кои патуваат од наведените локации до центарот на градот, за да ги остварат своите права и правата на своите вработени од областа на здравственото осигурување. Фондот посветен на работи да биде поблизок до своите осигуреници и да им овозможува полесно остварување на своите права, стои во соопштението од фондот. Денеска во Агенцијата за млади и спорт беше потпишан меморандум за соработка меѓу Агенцијата и Факултети.мк. Со потпишувањето на меморандумот за соработка, двете страни ги изразија своите заложби за планирање и имплементирање на заеднички активности, поттикнување на неформалното образование и континуираното учење и споделување на информации во интерес на младите луѓе, особено студентите. Идејата за ваквата соработка произлегува од фактот дека Факултети.мк е еден од најпосетените и најинтересните веб информатори за младите луѓе, така што на овој начин се отвораат можностите тие поопсежно да се информираат за можностите за обуки, пракси, стипендии, работни места, но и да стекнат знаење, кои им е значајно за нивниот личен и професионален напредок, објаснуваат од Агенцијата за млади и спорт. Со воспоставувањето на ваквата соработка, Агенцијата за млади и спорт останува цврсто посветена на заложбите да ги поддржува и охрабрува младите луѓе, како и оние кои придонесуваат за нивната едукација, информирање и развој, додаваат оттаму. Денеска започнува 22-тиот кошаркарски куп на Македонија. Стартуваа и 22-тите зимски олимписки игри во Сочи, Русија. Следуваат спортските вести, но пред тоа рекламите.